Погледни ме. Не сакам. Добро погледни ме. Го гледаш овој партал пред себе. Да, сиво изветвено крпиште. Дамка на твоето иштиркано бело марамче. Молчи! Што ли правам, Мартине, што ли правам? О Боже, Мартине, какво момче бев, се сеќаваш ли? Како не се сеќаваш на секаде ме следеше на секој чекор. Кога те одеда во партизани беше посран од страв, плачеше во себе од неизвестноста, а тоа го знаев само јас. Ме мразеше ли тогаш поради тоа, Мартине, или ме сакаше уште повеќе? Ме сакаше ли тогаш, а? Ми беше сеедно, сосема сеедно што чувствуваш, бидејќи бев млад, убав, силен, здрав, сигурен во тоа што го правам. Лажам! Не ми беше сеедно. И секоја девојка која ти ке ја посакаше, јас ја имав, а ти не се лутеше, дури не се лутеше. Но ми завидуваше, признај, умираше од завист. Признај дека може би посакуваше да ме убиеш, а? Си посакал барем да ме убиеш. Не ли го посакуваше тоа? Не, си посакал барем да го повторувам моделинието. Секојаш бев подобар ученик. Посакуваше да ме убиеш, нели? А како ти некојаш би уживал во мојата смрт, а сега уживаш во тоа што го живеем. Уживаш да ме третираш како партал пред себе. Уживаш во моето постепено гниење и тоа те одржи во тебе. Почитувани гледачи, добро вечер и добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Визави на програмата на ТВ каналот ВИС. Одлучивме вечерашнава емисија да ја посветиме на човекот од кого вчера се простеа членовите на Народниот театар Антон Панов од Струмица и граѓаните на Струмица. Оваа емисија ја посветуваме на актерот на Струмичкиот театар Ванчо Крстевски. Наш вечерашен гостин во емисијава е неговиот колега, долгогодишниот член на Струмичкиот театар Бранко Бенинов. Господине Бенинов, добро вечер и добро дојдовте во нашава емисија. Вие сте биле дел од оваа телевизија. Вие повеќе пати сте ми биле гостин во моје емисии Неделно попладне, Дневна соба и така натаму. И вие самите бевте реализатор на неколку емисии овде. И секогаш тоа што е реализирано било со убав повод. Овој пат го имаме најлошиот повод, а тоа е разделбата со вашиот колега Ванчо Крстевски. Вие вчера на комеморативната седница имавте едно емотивно обраќање до присутните, до семејството, до колегите и така натаму. Што за вас значеше Ванчо Крстевски? Па самиот факт со некого да си толку близу 38 години професионално и уште 3 години во средното училиште, значи 41-2 години е период од кој не може човек нели да носи голем број на спомени. Ние бевме дури како партнери. Знаеш, јас тој малиот метар и жилет, а Чичо тој големиот, огромниот. Така. И чувството за близкост, чувството за партнерство, знаеш. Јас никој пат не можев да бидам неков љубовник да играм, некаков си, не знам каков друг карактер. А он беше создаден да биде мачо, мен, огромен. Да биде оној стамениот на сцената, така? Да. И тоа ни беше заправо тие поделби, нели, на сите режисери. Ни беше Бранко тој малиот, Чичо тој големиот и значи ни животот одигравме некаде по моја проценка и по него над 120 улоги и една бурна некаде кариера. прочитав дека биле точно 105 улоги, некаде дека се 100, вие велите 120, но сепак замашна бројка е таа. Огромна. Тоа е огромна бројка за една ваква кариера, долгогодишна. Тој е остана верен на Струмичкиот театар. И ние, љубителите на театарската уметност, го паметиме по многу бројни улоги, успешни од негова страна. Но, како се започна? Од кога датира вашето пријателство? Рековте од средношколските денови.
Ајде малку да ни го објасните тој период од членувањето во секцијата, театарската секција при земјоделското, како што го нарекувавме, Средното нели? земјоделско училиште. Па се до стапнувањето на сцена во професионалниот театар. Па вака, значи, имаше тројца професори во Средното земјоделско училиште, Мавров професорот, Лилијана Иванова професорката по македонски јазик и И не е важно, и уште е. професорка, тие беа многу заинтересирани за да има, значи, такви секции, литературни и драмски секции, и не собраа неколку така, што бевме малку почапаршак, што викаме ние, поотворени деца и ајде ке правиме театар. Тоа беше веќе во втора година, средно, а они беа прва година. Значи, Вие сте разлика со Ванчо една година, така? Тој е 6-та, јас сум 58-ма, Така. ама така се погодуваше, значи да бидеме една година разлика и почнавме да работиме, го викна Гавро. Гавро беше еден организатор во театарот и тој работеше доста представи. Значи ние правевме па и по 2 годишно. За средно училиште 2 не е мала работа. Да. Сега, Тоа е најинтересно... периодот кога цветеше драмскиот аматеризам во Целструмички регион. Точно. Така. Некаде околу 24 драмски секции. Во Предара, во Монопол, во средните училишта, во селата, во Куклиш, во Дабеља, Босилово, Така, во Ново село. Така. Значи, тоа беа драмски секции кои беа многу силни. И се одржуваа регионални драмски смотри на Така. кои учествуваа сите тие. И се победуваше и се одеше во Кочани на ФАМ. на републичко надпреварување. Но интересно беше што нашите представи од земјоделското многу публика ги гледаше. Затоа што имавме ние превозно средство, имавме трактор. Да, смешно е, но со трактор на клупи ки се натоварахме и со сценографии, со се, и Сушица, Зубово, Бореево, Мокреево, Моноспитово, Дабиља, и со трактор. Стело се викаше тракторист. И да се вратиме на Ванчо Крстевски, на вас како луѓе кои ве спои театарот, ве спои таа театарска секција во Димитар Влахов. Кој е преодниот период? Што е тоа што беше доминантно за да одлучите да одите во Струмичкиот театар? По барање на театарот или по ваша желба? Па, Ванчо веќе играше, значи, во Дундомаро, во представата Дундомаро. И се појави еден конкурс. Тоа што од Белград доваѓаа конкурсите. Се појави тој конкурс на 16 декември 1981 година. На тој датум, се скјавам и ти беше, Така. на таа аудиција, околу 18 луѓе беа пријавени. И од другата страна, жири комисија, Думов, Стојан Голов, Кира Здраевски, Сора. И малку, искрено да кажем, имаше доза на некаков страв кај нас, кај мене, кај Ванчо, шо ке бараме, види колку се Душко Мрванцели е возрасен. И он на конкурс. Викаме, шо ке бараме ние. Но еве, за среќа, се направи некаква селекција, него го примија веднаш, а мене ме ставија на паушал за идната година да добијам решение. Значи, 82 во февруар Ванчо доби решение, а јас 83 во февруар. А љубовта према театрот кај мене не е ни важно, нели? Не сум јас важен бидејќи нели Ванчо зборуваме сега. Љубовта во театрот не знам, мислам дека беше нешто кое не знам што би го мерел. Ние бевме деца, буквално деца на Думов, на Кира Здраевски, На Гогов. на Гогов и на Љубица Пеперевска. На Зора. И, знаеш, да бидеш дете на такви големи личности, треба да имаш среќа. Така. Треба да имаш среќа. Значи, ние бевме среќните, како изберани од толку луѓе, нели, да станеме глумци. И да учиш од едни такви личности не е мала работа, нели? Значи, јас и Чичо
бевме нели на некој Ванчо беше веќе Мелев на академија, ние моравме да учиме буквално како думите што викаше од големата печатна буква А. Секоја представа се почнува така. Тетрадки пишувавме, значи немаше нешто сега да не отпечатат. И така растевте и вие и Ванчо. Па многу беа храбри да ни дават уште од почетокот улоги. Да. Многу беа значи, тоа е таа тројка, златна тројка, ако можем така да ја наречам, од Димитар Влахов, значи вие, Ванчо Крстевски и Ванчо Мелев, кој отиде нели на академија, да. И кои потекнувате од тоа училиште. И после тоа има и други. Така? Но, Оливера од земјоделското. Да. Ама тоа е веќе друг период. Друг период. Интересно е тоа, да. Интересно е тоа што тоа училиште дало најголем број на актери кои професионално се занимаваат со глума, па дури и од најновата генерација на актери, исто така потекнуваат од тоа училиште, со Умри Машки се сеќаваме, и сега стануваат членови на Струмичкиот театар. Ајде малку пак да се вратиме за Ванчо Крстевски. Вие се дружевте и на работа, ама предпоставувам и приватно. Ајде збор два за тоа. Па, знаеш, таа тежина што ја носише како грамаден, огромен човек, многу беше тешко со него да се... Он не разговараш, он не зборуваш. У 3 дена, 2 думи, што викат Струмча. Така. Значи, знаеше да каже и да биде многу духовит. Да, вчера беше употребена реченица, не знам од кого, вели, тој не зборуваше многу, но знаеше да слуша. Знаеше да слуша, така. И како партнер, и како човек. Ама и тоа е доблест, така. Или како што велиме ние струмичани, купуваше, ама не продаваше. Да, така? Да, баш така. И знам дека лично имав многу голема доверба. И приватно, а и службено. И на сцена. Јас многу му верував и тој мене ми веруваше. Да. Имавме некаква сигурност. Еден према друг, како партнери. Значи, немаше проблем да со Чичо ти да застане мозокот за одредена реплика, да не те извади он, или јас, него. Значи, тоа беше неверојатна енергија, се познававме многу и многу се работеше и заради таа кондиција имавме неверојатна доверба. Например, на приведен план, значи, моите деца беа 5-6 години, Катерина и Јанкица, и малку јас бев кои се исто сега членки на Струмичкиот театар, да? Ама се деца и на Ванчо. Така. Во кој смисол? Во секој смисол. Значи, тој знаеше да ги чува, да ги гледа. Јас сум 2-3 лета поред, сум ги носел на војниот базен, са бајле ки ги однесам, ке му ги дадам. Он там беше нешто како спасувач, нешто работеше. Тој ги научи да пливат. Нон-стоп беа со него. Значи, таква доверба, ги оставаш децата и си тераш работа. А он беше многу одговорен и стварно ги научи децата да пливат, ги чуваш, ги гледаш. Знам дека и во театар. А и самите деца имале доверба во него. Многу. Како нивен заштитник, така. Чичо си остана Чичо за нив до последниот момент. Да, го прашав нашиот гостин Бранко Бенинов зошто Ванчо Крстевски го викаат Чичо, ми вели токму заради тоа што сите го имаа како заштитник. Точно. И во театрот и надвор од театрот и токму затоа го викаат Чичо, нели? Чичо си беше заради тоа што секој тие посебно младите генерации има потреба од некој човек кој е заштитник. Значи, неговата грамадност, неговиот тој бас како глас оставаше впечаток на заштитник, на човек кој знае да заштитува. И неверојатно беше таа енергија која за сите млади, јас не случајно вчера кажав, сега најмногу не требаше Чичо. И мене како партнер, и на Ванчо како партнер, и на Кирца, но и на младите генерации. Вчера они беа сите запрепастени. Да, беше многу тажна атмосферата, па сепак многу величествена, поради сето тоа што
Ванчо Крстевски го оставил за себе како продукт во овие изминати безмалку 4 децении на театарската сцена. Кога зборуваме за неговите улоги, вие рековте 120 околу, како и да е, тогаш може да се издваат неколку од нив, иако во секоја од тие улоги тој остави вистинска трага, според она што било барано од него како актер на одредена улога од страна на режисерот, но секогаш беше на висината на задачата, ако си ако имам право тоа да го кажам како љубител на театарот, но некои нешта ми оставаат длабоки спомени, а тоа е една дамнешна негова улога, а тоа е улогата на братот во представата Бледица од Васе Манчев во режија на Стојан Стојановски. Тоа е периодот кога Струмичкиот театар се уште немаше свој дом. Немаше кров над главата, покрив над главата, се уште не бевте вселени овде во Домот на културата. Така. И таа представа беше играна во домот на АРМ, се вежбаше некаде во некои бараки на агро. Во бараките на мене на ловачкото друштво. И во агроремонт овде до пожарната. Да е така нешто. Добро, како и да. Изворедна представа. Вчера слушнав од неговиот партнер Крсто Јовановски дека тој немал реплика. Јас не се согласувам со тоа. Немаше говорна реплика со зборови, но тој имаше реплики неверојатни, бидејќи го играше братот кој беше лице со посебни потреби, со ментална попреченост, но сето тоа со тие негови крици со кои одговараше на неговиот брат беа величествена, навистина величествена улога, и потоа следуваа многу други, тука е Пиликатник, да не заборавиме. Пиликатник, например. Тука е Големиот смок, само да ја завршам мојата мисла, па потоа вие продолжите. И сето тоа завршува во Големиот смок го играше синот на Мита Грозданов, Бог да ги прости двајцата, така, за Ранчо, и сето тоа завршува со последната представа за која подосна ќе зборуваме, а тоа е Петјо Чин. Продолжете, вие секојдневно бевте заедно и на сцената и надвор сцената, па сепак, кои се улогите кои вам ви оставија најсилен впечаток, а одиграни од Ванчо Крстевски? Па веќе кога го спомна ти Пиликатник. Во Пиликатник играв јас рибарот Дончев го играв. Така. Он беше полицаецот Михајло, не знам како се више, заборев. Не е важно. И значи таму имавме направено, јас и Чичо, тоа ми е многу важен спомен, можеби една од најпрофесионалните тепачки. Каде што никој не можеше да почувствува дека театар, сите мислеа дека од филм извадат. Значи, таква тепачка... Вистински се тепавте. Вистински. Така. И во Прилеп, сега, дали од возбуда, дали не знам што, значи, има една сцена кај што, значи, со чизма носеше он 48 години. Чизмата треба да пукне, нели, да у раката, но ја промаши раката и мене у глава. И се свртев негде 2-3 пати, коло напред, и добив награда. Аплауз, да. Значи, не, награда. Награда, да. Награда добив за Дончо, тоа е 97 година. Така да со него интересно е што ми се врзани многу такви спомени. Значи, кај што сите награди што ги имам добиено, ми се добиени со сцени со него. Значи, тоа е многу важна работа. Сега, 97 беше Пиликатник, каде што беше он брилјантен еден полицаец, еден српски джандар играш. Впрочем, и сите бевте брилјанти во таа представа, во една брилјантна представа. Да. И самата представа беше брилјантна. Да, игравме на Дојранското езеро, премиера, тоа беше спектакл ненормален. 98 година ние го земавме зоолошка приказна на Олби. И летото, додека бевме сите на одмор, јас и Чичо почнеме да го работиме тој текст. Зоолошка приказна. 98. Горан Тренчевски беше на некаква специализација во Чешка.
И дојде, вика, јас Кај Вацлав Хавел, да. Јас вика ќе Така ја е. соберам представата. Само вие работете и ние летото работиме и нешто не направивме. Дојде Горан за 2-3 дена. Ние собра режисерски и имавме премиера и почнавме да играме представата и во Драмски театар. Ја играме представата турбо. Значи 55 минути беше. Долга, ама ненормална енергија. Така. И Мето Јовановски. Вика, ви двајцата дојдете малку тука. А Мето Јовановски е Мето Јовановски. Да, значи он да ти каже некакви фалинки во представата, мора да те сака. Иначе не ти ни кажу. И Мето не собра, вика, добро, вика, ќе ни дадете ли можност ние да издишиме, вика, како публика. Абе, 55 минути, вака и не ни давате да. Во тензија, така. Дајте малку некаде таму, ваму и почна да ни скицира. Имате простори. Значи тука, на тоа место, олабавете, смирете топката ово. Така, така. И јас и Чичо после тоа викаме, да, бе, управо е стариот мајстор. Ни кажува Така. убави работи. И со таа представа отидовме на големиот фестивал во Елбасан, Во Албанија. 98 во декември месец. Значи, театарска представа и фестивал, 24 земји учествува. На тој фестивал, значи, присутни од декани на Тиранската академија, филмски глумци, се. И таму многу интересно, публиката, ако не им се допадне представата, Станува си оди, така. си оди. И, а ние предходно видовме 2 представи и си отидува публика. Викам, шок ќе биде, мајко, шок за нас. И представата почна. И ние сме првите двајца кои прозбореле на македонски јазик во Албанија на сцена. Еден Лимани имаше глумец од албански театар, тој не водеше и преведуваше. Представата одеше директно на Тиранската телевизија. Директно. Браво. 98 година. И ние бевме прогласени за чудо од театар. Деканот на Тиранската академија ни даде задача, јас и Чичо, Театарска академија. Театарска академија. Многу силна театарска академија има во Тирана. Ни даде задача секоја година да одиме во Тирана и да држиме предавања како се гради Бранко лик. Бенинов и Ванчо Крстовски, така. Секоја година, што сакате, правите, вие мора да бидете во Тирана. На студентите и да им држате предавања како се градат ликови театарски. После представата имавме директно интервју, пак на телевизија. И одеше директно на телевизија и утредента што се случува. Јас имам во представата едно плетено кавче. И по улиците шетаме низ Елбасан. Елбасан е 300.000 жители. И не пропознават луѓето, а мене ми вика тата Курда. Јас сум бил од курдите. Имаше некои интересни белеци на главата, имав некоја плетена шапка, многу интересна представа. И студенти што беа на самиот фестивал почнаа да ни се кланјат. Значи, кај што одиме, они ни се поклонуваа. А Ванчо Крстовски скромен и при такви работи. Како што го дава Господ, он само тој си кјути. Да, беше тешко да се дефинира како личност. Беше мирен, спокоен, не зборуваше многу и така натаму. Звер на сцена, а така бебе. Така е. Буквално бебе. Да, беше тоа кажано и на вчерашната комеморативна седница, така. Апсолутно. Останува вечно дете, значи цел живот беше вечно дете. Други некои анекдоти во врска со представи што сме имале, например, да, и филм, не само представи, например во Прашина, во филмот во Прашина, на Милчо Манчевски, ние двајцата бевме, јас бев турски десетар ли, не знам како се вика, почен, и он беше некој турски војник. И таму поминавме 17 дена снимање. Да, каде беше тоа? Во Штавице, селото кај Прилеп. И една вечер нешто заглавивме, малку повеќе седенка во кафани. И Чичо го нема за Сабајле.
И сега трябва да да се облечеме, нели, у костими и ако не се появиш, нема $300. 300 Дневница. Дневница. Да, така. И айде некако и аз, Зора, Кирца, го наидехме. Чичо, бе, дек си, бе, а не идам, вика аз. Не можем, ке ме видат тама таков. Не се плаши, бе, Чичо, дай ужи. Значи, събалите го отнесеме, го облекла и во Рогозина, знаеш, нели? Така. Во Рогозина, на сет от 300 войници, никой няма да примете дали, ама Събайле е тук. Так. Го замутах во Рогозина и на сет тука си спия да ручоко. Предпоставам, имате вакви Милион смо. доживеалици много, Милион бидејќи сте смо. поминале низ многу представи, секојдневно на работа, надвор од работа и така натаму. Премала е емисијава за Да, за можеме такви да збориме секјавања. 3 дена и пак е. И пак ќе биде малку. Оти за него може да се зборува многу, а да не се каже ништо, нели? Точно. И да се молчи како тој што молчеше, а сепак да се каже се, нели? Ванчо Крстевски беше Ванчо Крстевски со сите вредности и мани, како што секој од нас ги има. Нема никој идеален. Ги има, нели? Но полека, но сигурно, каков беше како актер на пробите, на представите, беше исполнителен до крајни граници, предпоставам. Па, јас можам да кажем дека... Беше ли бунтовник? Не. Не, никош. Он исполнуваше задачи до безкрај. До безкрај. Знаеше да креира, да создава, но најспецифично беше за него, мислам дека во Македонија никој не зборува толку добро стих, како што знаеш Ванчо Крстевски. Не го приметуваш стихот. Така. Шекспир. Значи, Шекспир на него му лежеше како да се зборува вака, како јас и ти. Искрено, јас морав да го викам професор Дина Дарваров. Толку ми беше тежко. А Дина Дарваров е мајстор. Професор. Така, мајстор. Професорът тешко ми е стихо, молим те, дојди. Значи, јас работ... На Чичо не му требаше. Чичо беше брилјантен. Си го биваше. Значи, од Бога си даруван така. за стих. И може би тоа кралството, што го викаме крал, Чичо остана крал, ќе остане крал на Така. карнавал, нели? Така. Значи, Интересно е таа тоа. боја на глас. Да, апсолутно. И глас, и стас, И се. И се. и кралски изглед, Да. и со неговиот бас. така. Римувавме нешто за Чичо, за Ванчо И Крстевски. си умре на постаро во вторник. Тоа е интересно. Почитувани гледачи, Ванчо Крстевски замина од овој свет во вторник. Токму на денот кога порано се одржуваше Струмичкиот Кога беше карнавал. тој крал. Така, кога беше тој крал. А мене ми беше чест и убаво кога го слушав неговиот глас, бидејќи јас бев долгогодишниот водител на карнавалот повеќе од 2,5 децени и јас бев тој што му давав збор, а сега ќе ви се обрати вашиот крал да означи почеток на Струмичкиот карнавал, а тој го зборуваше секоја година оној исти текст кој јас го напишав за него. И тој тоа го донесуваше секоја година онака како што треба. Да. Баш кралски. Баш Кралски. Интересна работа, во И- секој случај. И тоа што се случи баш во вторник, баш на денот на карнавалите, па ова година се случи и да нема карнавали. Чудно. Чудна работа. Да, значи, некој неверојатен. Добро. Судбини се Да, упрашени. веќе реков, за Ванчо Крстевски може да зборуваме многу, ќе останат спомените, ќе останат представите, ќе останат пишаните документи, плакатите и така натаму. Тој нема да замине во заборавот, бидејќи сето тоа останува како историја, како дел од историјата на Струмичкиот театар. Жал ми е што прерано се качи на коработ кој вие го опејувате, нели, во една неофицијална химна на театарот Антон Панов. Но, доаѓаме до главното прашање. Последната представа на Ванчо Крстевски беше представата која играше со вас. Да. Станува збор за Петиот чин. Последна представа, а многу успешна. Да. Ајде малку споделете спомени од таа представа. Па,
Се извинувам. Нико Горшич е еден словенски Да, го знаеме. режисер и актер, кој имаше желба па скоро едно 5-6 години. Нон-стоп не зборуваше дека сака да направи една представа со мене, со него. Нон-стоп не го зборуваше тоа и се случи, тоа се некои звезди кои се спојуваат, юбилејот 35 години, јас и Ванчо, да го правиме на иницијатива на Нико Горшич. Вика, имаме еден многу добар текст на Љубомир Ѓурковиќ, кој е идеален за вас. Дојде на 2-3 дена, еве го текстот, чао, се гледаме 5 дена пред премиера. Се извинувам. Тоа беше најважниот период. Мислам дека јас и Чичо на температура од 55 степени. Значи, август месец. Пеко, жешко. Поддисциплиниран. И подобар партнер, јас па ќе кажам, не сум имал. Јас сум малку цепидлака. По природа сум, бидејќи и хороскопскиот знак ми е девица, перфекционист, и дури нервозен кога нешто не се случува. Но, тука ние со Чичо работевме брилјантно. Брилјантно, секој ден, точно во 10 часот на нас не започнува. Ама било жешко, било 55 степени, нека е. Значи, работевме неверојатно и откривавме ситуација, откривавме. Кога дојде Нико Горшич, Се познававте премногу добро и бевте одлични партнери во таа представа. Да, ние- Се гледа дека сте сродни души во самата представа. Оној кој ја гледал, ние знае. немавме проблеми да кажеме, ова парче не ми се допаѓа, како Да, го правиш. ама вие со очи се разбиравте. Да, значи он знаеше да каже, бате ми викаше он мене. Бате, де сега проби таа реплика од таа страна да ја влезеш. Да. Не ми звучи како што треба. Значи, ние како партнери знаеме и да Се кажеме... надополнувавте. Да, и да кажеме, еве, Сиктар, не ми се ресе, как го правиш това? И он, и јас, еден Така, на друг. така. Така да тој процес траеше негде околу месец и нешто, и Нико Горшич дојде и за 5 дена, буквално за 5 дена, ја смести представата там кој што треба да биде и на 5 септември ни беше премиерата за на 8 да учествуваме 9 уствари. Секогаш јас играм мои представи 20 години поред на мојот роден ден. Така? Да, Браво. на 9 септември секоја година јас играм на Ристо Шишко. Да, а беше тоа 26-тото издание на Меѓународниот фестивал Да. на камерен театар. Тоа е Ристо 2018. Шишков. Така. И заслужено добивте 3 награди. Јас 3. колку што знам, награди од НЕТА, и тоа за режисерот Да. и за двајцата актери. Така. Значи, Ванчо Крстевски, Бранко Бенинов ја добија наградата за најдобра машка улога од Да. НЕТА. А НЕТА е респектабилна институција театарска, меѓународна. Ретки се наградите на адреса на Ванчо Крстевски. Имаше ли пред тоа некакви награди да добиете? Не. Не, тоа е единствената награда Да. во последната негова представа пред да замине од овој свет. Така. Чудна работа. Значи, преска спомнав. Јас имам повеќе награди добиено. Зборувам за Ванчо. Сите награди се. Тој ми бил партнер. Значи, јас сите награди му ги посветувам нему. Така. Морам да му ги посветам. Ако немаш добар партнер, нема шанса за квалитетна улога. Нема шанса. Така. Значи, петиот чин. После тоа ние го игравме на еден голем фестивал во Сливница. Така. Во Сливница Чичо беше неарак. Беше болен. Да, имате тука интересни спомени. Ванчо Крстевски е веќе болен, а ја игра на неколку места представата Петиот чин. Петиот чин, Особено во Штип, ако не се лажам. последната е. Последната во Штип, кога ич не му било арно, така? И во Сливница не му Добро, беше арно. ајде малку околу тоа. Перо наш, Тачи, Стојанчето. Значи, ние, екипата на таа представа беше 9 луѓе. Само 9 луѓе патуваме. Сценски работници. Да. Така. И Тачи, Стојанчето и Перо беа задолжени се да бидат покрај Чичо. Значи, столче му се носи и Чичо шанси нема. Значи, они го гледат и викат, абе, как играте представа? Дебе, бате, види го Чичо, немо е добро, немо е да... Ова не се скирајте, вика.
Не се секирајте. Знам јас че што може. Значи, у моменту, само како се пушта првата музика, првата номера, Ванчо Крстевски веќе друг. дај здрав, нема поздрав, сежам. Така. Значи, кој е тој адреналин кој функционира кај глумецот? Значи, оздравува. Тоа е таа љубов кон професијата, која лекува сите болести и сите рани, да. Значи, како сме ја изиграли во таа сливница, а жирито е меѓународно и е составено од врвни професорки, кои се во пензија, значи една Баева, некои професорки од Бугарија, не знам, од Словачка, не знам кој беа 5 члена на жирито, и пак јас добив награда. За најдобар актер. И таа награда исто му е посветувам нему. Заради тоа што он беше тој што ме носеше мене. Така. Ме носеше буквално на грб. Голем имаше, можеше да носи товар. И таа представа последно ја игравме во Штип, како што рече, на еден друг фестивал, каде што фестивалот е во Зародиш, прва година беше 2018 и на Молија, таму во една мала саличка, како твоето студио, толкава, ама не е важно. И отидовме, иако болен, да им направиме кеф, за да го подигнеме нивото на фестивала. Просто не молја. И Чичо повторно, Ванчо Крстевски повторно беше маестрален. Иако болен. Маестрален. Па, можете да прашате било кој од нашите, значи, помошен уметнички персонал што се го представат. Значи, не им беше јасно. Како е можно? Значи, човек кој е болен... И тоа тешко болен? Тешко болен. Така. Влегува на сцена, оздравува. Браво. Тоа беше неверојатно чувство. Како и да е, како лек на сите рани, на сите премрежени с кои поминал Ванчо Крстевски, ни својот живот и ни својата кариера, представата му ја донесе наградата за најдобра машка улога од НЕТА и тоа е многу убава работа. Мене ми беше многу жал кога заеднички го прославувавме јубилејот 70 години од постоењето на Струмичкиот театар и кога се делеа оние плакети, јубилејни плакети, и кога го прочитав името на Ванчо Крстевски, тој не беше присутен да ја подигне наградата, туку неговата сопруга. Господине Бенаинов, ние можеме за Ванчо Крстевски да правиме муавет многу, како што беше рече пред малку, може и 3 дена и 3 ноќи да зборуваме и пак ќе останеме недоречени. Јас само ќе кажам дека исто така, како и вие, носам убави спомени од Ванчо, бидејќи се сеќаваш, заеднички бевме на 3 турнеи, една низ Бугарија, во Благоевград и Смолјан, една низ Србија, во Крушевец, Краљево и Ниш. Лесковац беше да враќање, добро. И едно маестрално патување и одигрување на представа последниот ден на Мисирков во Марсеј, во Франција. Значи, бевме на 3 заеднички патувања и Ванчо остана Ванчо, го знаеме каков беше. Бог да го прости, ќе се сеќаваме на него. Па, во секој случај. Мислам дека нашата професија како актери е Се извинувам. Не случајно се вели, тоа вика Божи дар, значи изчукани по главата и одберени и пуштени у театар. Он беше од тие одбраните. Така. Беше одбран баш и му личеше професијата актер. Спомените за него ќе бидат уште многу години. Мислам дека остави голема трага, огромна трага, огромна. Па, значи, бројките не се ни важни, дали се 100, 105, 120. Така, апсолутно. Важно е тоа што го направи во својата кариера, како театарски творец. Тоа е огромен опус кој не може да каже секој глумец дека го играл, да кажеме, Гоголь, Чехов, да кажеме Достоевски, да кажеме Шекспир, да кажеме Артур Милер, значи сето тоа, или Мрожек, или словенските големи автори од Нушич и не знам. И македонски автори. И македонски, и Печалбари, и се што.
сето тоа е едно богатство кое нема да биде избришено во подсвеста. На крајот на краишта сите знаеме дека театарската уметност е моментална. Се случува на сцената и после тоа ја нема. Но споменот останува, еве, кажувајќи го преку нас, и одредени фотографии, одредени снимки. Има оставено. Така. И полека да привршуваме, едно е повеќе од сигурно Струмица, Струмичкиот театар, па и Македонскиот театар, македонското глумиште загубија голем актер. Огромен, да. Голема личност и поради се во ова бевте гостин во ова издање на емисијата Визави, бидејќи Ванчо Крстевски ја заслужи таа емисија. Ви благодарам што бевте дел од оваа емисија. Почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието. Во продолжение проследете уште неколку спомени од Ванчо Крстевски. Довидување до следното издање на Визави.